Во август Пентагон објави нова иницијатива за беспилотни летала како начин за подобра конкуренција на кинеската војска. Оделот за одбрана вели дека програмата, која зависи од примената на голем број помали беспилотни летала, е промена на играта во националната безбедност на САД. Small drones essentially mean the democratization of Малите беспилотни летала во суштина значат демократизација на прецизно наведувана муниција, каде што секој во светот сега со неколку илјади долари може да изгради исклучително моќно и прецизно оружје, до кое претходно само моќните земји би имале пристап. Мислам дека и понатаму ќе ги гледаме на бојното поле. Марк Джейкобсен, американски полковник и асистент професор по стратегии и безбедносни студии на Коледжот за воздухопловна војна на американските воздухопловни сили. За Гласот на Америка вели дека војната во Украина била без преседан во незината употреба на дронови. Тој вели дека украинците користат од 5 до 10.000 беспилотни летала месечно, а во просек тренираат 10.000 оператори со дронови годишно. Некои од беспилотните летала што се користат на украинските боишта имаат автономни способности и се опремени со муниција овозможена од вештачка интелигенција, која може да идентификува, следи и напаѓа цели без човечка интервенција. Джейкобсен вели дека автономијата покренува некои етички грижи за машините што донесуваат одлука за убивање. because of the complex EW environment. Поради сложената електронска средина, тешко е да се одржуваат врските со податоци. Има се поголем притисок кон автономијата или дронови кои би можеле сами да летаат и да донесат своји одлуки. Тоа многу брзо наидува на етички грижи. Джеймс Роджерс, извршен директор на Институтот за техничка политика на Универзитетот Корнел, вели дека беспилотните летала веќе ги носат тие одлуки. Овие системи на оружје штом ќе ја идентификуваат целта со претходно поставен алгоритам, тие може да го направат тој избор за тоа дали метата ќе ја убијат или не, без човечко суштество да има контрола над нив. Важно е да се планира иднината, но исто така е од витално значење да признаеме дека таа иднина се случува сега. Според Пентагон, дури ако беспилотните летала имаат способност, американската војска секогаш ќе го применува она што го нарекува соодветно ниво на човечко расудување, пред да употреби каква било сила. Но тие велат дека не може да се смета и на другата страна дека ќе го направи истото.